Ако се сеќавате, пред 2 саботи зборувавме за таа жива вера, која што е неопходна потреба. Верата што имал и самиот Исус. И направивме една дистинкција, разлика меѓу верата која што не ослободува од моментална непријатност или неприлика и онаа која што ни е потребна за да се ослободиме од робството на гревот. И да ве подсетам на оној стих од Римјаните 1:16, зашто јас не се срамам од Евангелието, бидејќи тоа е Божја сила за спасение на секој кој верува. Прво на јудеец, а потоа и грк. Значи, таа вера која што е спасоносна, која што е потребна за да се ослободиме од робството на гревот, е таа вера која што спасува. Значи, и единствено само преку вера е можно спасението. Ова е јасно, ова дистинкција ќе ја видиме вечерва јасно и во животот на Аврам. И тој морал да ја научи оваа втора вера, која оди, значи која ги надминува оние физички ветувања од материјалниот свет и ги опфаќа духовните ветувања, како што ветување му било дадено. И ова е само еден поттик за нас дека е возможно, ако било возможно за него, џабе не е наречен татко на верата, но и едно охрабрување за нас, затоа што ако на Аврама му требало толку време да ја научи таа вера, тогаш и ние ако имаме тука проблем, тогаш сме во истото друштво и со Аврам. Затоа што и тој имал проблем да ја научи оваа вера. Да прочитаме најнапред во Галатјаните 4 глава, овој познат текст што Павле ни го дава, не мора целиот да го читаме, да не одземам премногу време, но од 22 стих ќе читам Галатјаните 4 глава 22, па понатаму. Зашто е напишано дека Авраам имал 2 сина, едниот од робинката, а другиот од слободната. Да. Но оној од робинката роден е по тело, а оној од слободната преку ветувањето. Тоа ќе ни биде темата за следното тромесечие. Ова е речено сликовито, тие жени се 2 завета, едниот од гората Синај, кој раѓа за робство, тој е Агара. Зошто Агара е Синајската гора во Арабија и му одговара на сегашниот Иерусалим кој робува со своите деца. Но небесниот Иерусалим е слободен, тој е наша мајка. Зошто е напишано, весели се неплодна која не раѓаш, воскликни и извикај ти која не си имала породилни маки, зашто оставената има повеќе деца колку онаа која има маж. И вие сте, браќа, деца на ветувањето, како Исак. Да скокнеме неколку стиха. 31. Затоа, браќа, ние не сме деца на робинката, туку на слободната. И првиот стих од 5 глава вели, Христос не ослободи за слободата. Според тоа стоите цврсто и не починувајте му се пак на робскиот јарем. Јасно се гледа од овие стихови дека 2 Аврамови сина доаѓаат на свет, но на 2 различни начини. Оној од робинката е роден по тело, а оној од слободната е роден преку ветувањето, во Божјето ветување. И сега да навлеземе малку во животот на Аврам и да видиме како Аврам се борел со ова ветување, како имал проблем да го свари, да го свати, како имал проблем да ја научи, да ја добие таа вера, спасоносната вера. Да отвориме во Битие 12 глава, значи познати си овие стихови, но може би за некој ќе биде ова нешто ново, затоа што може би на некој начин ќе го фатиме од поинеков агол, делумно. 12 глава Битие,
првото слово што му доаѓа на Аврама, и Господ му вика на Аврама: излези од својата земја, од каде? Од Ур Халдејски, да. Од родното место и од татковиот дом и оди во земјата што ќе ти ја покажам. Значи, прво Господ бара од него целосно одвојување од Вавилон, од неговото родно место, и сме збрували на овие теми дека ова не било едноставно. Замислите си да оставите родниот крај, да го оставите, своите роднини, своите врски таму со луѓе, својот бизнис, се. Не било едноставно и барало вера. Ова е неверојатно нешто што го направил Аврам, не знал каде оди, но тргнал. И тоа е вера. И потоа следи во двата стиха, следни она прекрасно ветување кој што и денеска беше спомнато во пулката. Втори и трети стих од Битие 12. Ке направам голем народ од тебе. Значи, ке имаш пород и ке направам голем народ од тебе. Ке те благословам, ке го прославам твоето име и самиот ке бидеш благослов. Јас ке ги благословам оние кои ке те благословуваат, а ке ги проколнам оние кои ке те проколнуваат. И оној битен дел. И во тебе ќе бидат благословени сите племиња на земјата. Денеска се спомна како тоа во Аврама да бидат благословени сите племиња на земјата. Треба да го разберем ветувањето на правилен начин. Што му било ветено на Аврам? Пород, син, од кој ќе бидат благословени сите племиња на земјата преку Исака? Не. Синот со голема буква. Семето со голема буква. Преку него ќе бидат благословени сите племиња на земјата. Преку Исуса. Павле ова добро го разбрал, па го запишал во Галатјаните 3:16, и денеска исто така беше спомнат тој стих. Галатјаните 3:16. А ветувањата им беа дадени на Аврам и на неговото семе, и не вели и на семињата како за множина, туку како за еден, и на твоето семе со голема буква, кој е Христос. Само преку Христа се благословени сите племиња на оваа земја, сите народи. А истото ветување, ја денеска спомнав, слично им беше дадено уште на почетокот на Адам и Ева, првата онаа проповед што Господ им ја кажа, за да ги охрабри дека не е крај на светот и не е пропаст ако направиле грев што направиле. Меѓутоа има решение, Господ подготвил план за тоа, и во Битие 3:15 ни вели: јас ќе поставам непријателство помеѓу тебе и жената, помеѓу твоето семе, и вели на змијата, и незиното семе, семето на жената, со голема буква повторно семе, тој ќе ти ја сотруа главата, а ти ќе му ја сотруваш петицата. Тоа семе, тој син, ќе ја сотре главата на змијата, на ѓаволот. Какво прекрасно ветување уште на почетокот на Адам и Ева. И го гледаме тоа преку ветувањето на Аврам. Значи, на Аврам му бил ветен син, но ова не било само ветување за пород. Пред се оној дел, дека ќе бидат благословени сите народи, сите племиња, туку тоа било ветувањето всушност за праведност, што ќе дојде преку синот на праведноста. И нам ни е ветена праведност, избавување од гревот, избавување од вината, само преку Христос и на никаков друг начин. Ние самите не сме во состојба да произведеме праведност. Нема шанси. И Аврам истиот проблем го имал. Значи, тоа е, денеска се спомна, тоа е така неверојатно голем проблем за нас, грешниците, да сватиме дека ние не сме во состојба да произведеме праведност. И не стои до нас. Туку е доветениот син. А ветувањето може да го прифати само со вера. Тоа е начинот. На почетокот го гледаме Аврам. Значи, Господ го повикува и тој излегува, не знае каде оди. Имал вера. Меѓутоа, имал вера на почетокот. На повикот да излезе од Ур Халдејски излегол, но
немал вера да го прифати ветувањето. И барем не можел да го свати како ќе дојде. Му биле потребни дури колку 25 години. Па ако на него му биле потребни 25 години, да не се жалостиме ако и на нам ни се потребни и помалку или повеќе, зависи како. Знаете, често пати се проповедало и се проповеда за оправдување со вера, меѓутоа никако да ни влезе тоа во умот. Дека не е до нас. Не можеме ние ништо. И сега да проучувајќи оваа сторија на Аврам, ќе научиме како тој процес на учење течел кај него, во неговиот живот. Знаеме дека излегол од Ур Халдејски, па се задржал во Харан, еден одреден период, до смртта на неговиот татко. Но во 4-тиот стих од Битие, 12 глава, што се вели, тогаш Аврам тргна, како што му рече Господ, и Лот тргна со него, а Аврам имаше 75 години кога излезе од Харан. Значи се мисли на излегувањето од Харан, има 75 години. Со Сара, со Лот, исто така, излегуваат. И тој верувал дека Господ ќе го исполни ветувањето. Но цело време си мислел дека тоа е преку телото. Но како поминувале годините, знаете, се повеќе е губил надежта дека синот воопшто ќе дојде од него самиот и почнал да прибегнува кон човечки иновации, што и не е ништо страно за човек. Знаете колку само гласови ние денес можеме да слушнеме околу нас, кои наводно ни кажуваат кое е решението за гревот. Но ќе се разочараме и пак паѓаме и нашиот живот всушност сведочи за нешто спротивно. Дека не сме оствариле победа над гревот. Ако е така, нормално, зборувам. Секој за себе си знае. Проповедник 7.29, интересен стих, вели, го открив ова, што вели Соломон, Бог го создаде човекот едноставен. И Бог го создаде и планот за спасение едноставен, ама тој, човекот, смислува безбројни сплетки. И ние, проповедниците, ќе кажам, поготово оние кои што се теолошки наобразовани, завршиле школи, не знам, докторило и така натаму, се склони да ги прават тие сплетки и да го комплицираат спасението. Една ноќ во видение, откако предходно го ослободил Лот, мирниот живот на Аврам бил нарушен и се плашал дека нема да биде оставен на мира од непријателските војски, значи бил во една таква состојба, малку уплашен. Господ му се јавува и го храбри во 15 глава, Битие сме сега, и видите што му вели и што Аврам му предлага на Господа. Значи сега сме во тој процес да видиме како Аврам ја учел таа вера. Од првиот стих во Битие 15 глава, по тие настани Бог му испрати слово на Аврама во видение. Не бој се, Авраме, јас сум твој штит, а твојата награда ќе биде многу голема. И Аврам му вика на Господа, Господе Боже, што ќе ми се даровите кога останав без пород? Или во 12 глава Господ му ветел, меѓутоа, како поминува времето, човекот е склон на такво нешто и вели, што ќе ми се даровите кога останав без пород, кога овој Елиезер од Дамаск ќе го наследи мојот дом. Видите сега иновацијата на, да кажам, на Аврам. И Аврам уште додава во 3 стих, ете, не ми даде потомство и слугата роден во мојот дом ќе ми биде наследник. Ама Господ пак му испрати слово во 4 стих, вели, тој нема да стане твој наследник. Туку ќе те наследи твојот потомок кој ќе произлезе од твоето бедро. Да му појасним, од твоето бедро ќе произлезе. Не некој кој што нема врска со твојата лоза. Го изведе надвор и рече, погледај сега на небото, изброј ги звездите кои можеш да ги преброиш, и му рече, толкаво ќе биде твоето потомство.
И вели 6 стих, Аврам му поверува на Господ и тому се засмета за праведност. Да, Аврам бил брз да поверува. Тоа го гледаме и уште при излегувањето од Ур Халдејски. Но во овие стихови гледаме дека на некој начин го оплакува неисполнувањето Аврам на ветувањето, како да тоа е до Господ. Не е свесен дека заради неговото неверие исполнувањето доцни. Синот се уште не е на повидок. А дека Аврам ја немал таа вера, зборуваме за таа спасоност на вера, се гледа токму од тоа што му го предлага на Бога, што му вели Елиезер, еве, овој слуга, тој ќе стане наследник. Што не бива, не бива, значи. Но Господ не прифаќа ништо друго, освен синот на ветувањето. Но ветувањето не се исполнува и поминуваат уште цели 10 години и Аврам се уште е без пород. И доаѓаме во 16 глава и сега нова иновација. Аврамовата жена Сара не му роди деца, а имаше слугинка египетка по име Агара. И Сара му рече на Аврама, гледаш, Господ ме направи неплодна, влези кај мојата слугинка, може би ќе добиам деца. И Аврам ги послуша Сарините зборови. И така, како Аврам престојуваше 10 години во Хананската земја, че тие 10 години, неговата жена Сара ја зеде Агара, египетката, нејзина слугинка и му ја даде на својот маж Аврам за сопруга. Посебна тема е ова, како жената му дава друга жена за сопруга. Ау. Но тоа не е наша тема. Значи, не постоело ништо повредно, нешто што повеќе од сега посакувале, значи, ветувањето за пород, за Аврам и Сара, не постоело ништо повредно. Но како што годините поминувале, еве, гледаме 10 години, надежта се повеќе се губи. Па си помислиле дека, наместо да чекаат на Господа, ај да му помогнеме. Денеска баш и Ѓурица спомна и Јуда, го спомна и Јуде како оној кој што сакал да му помогне на Господа. И тоа е склоност човечка. Сите ние сме такви. Таа лекција најтешко ја учиме. Ние треба нешто да допринесеме, ние треба нешто да направиме. И тоа стои до некаде, ама во планот на спасението ние не можеме ништо да направиме. Нам ни треба само вера. И тоа токму таа спасоносна. Но Бог полека сакал, значи, не го отфрла Аврама заради ова негово неверие, туку сака да го доведе до точка, да ги доведе до точка да сватат дека не зависи ништо од нив и дека треба целосно да му веруваат на Бога. Тоа е таа лекција што треба да ја научат. И они, и ние, преку нив, преку нивниот пример вечерва. И пак ќе кажам, да, Аврам имал вера кога тргнал од Ур Халдејски. Го оставил роднини, семејство, за да му служи на Бога. Како и секој верник, знаете, верува во ветувањето за праведност и дека само праведниците ќе го наследат небото. Но не можел Аврам целосно да разбере дека единствено Бог може да го оствари исполнувањето на едно такво ветување. И мислил дека може да и тој да допринесе некако нешто за праведноста, што е практично невозможно, како што видовме до сега. И како и Аврам и ние, со години, можеби, со години и години на неуспех, на разни иновации во нашиот живот, доаѓаме до точка кога увидуваме дека не е можно такво нешто. Со наши собствени човечки сили да нешто допринесеме за спасението. Значи, воопшто човекот тешко ја учи таа лекција. Мислиме дека праведноста е нешто што го имаме ние во нас, ама треба да го развиеме, знаете, по некој, не знам, пат на еволуција, да еволуира полека, да расте, да... Не! Немаме ние праведност во нас. Праведност е всушност живот, живот што ние го немаме самите по себе, исто како што Господ требало прво да ја даде живот на Сара во тие години, кога и били умртвени органите, и кај неа, и кај Аврам. И така и кај нас, значи, треба надприродно да стави живот во нас, пред ние да видиме тој живот, таа праведност да почне да се развива, значи. Надприродно треба да биде ставен. Ние немаме самите по себе. Значи, знаете, вие, ако имате
тигар или лав, не знам, диво животно, знаете, може би сте гледале дека има луѓе кои што се доста успешни во тоа, да ги тренираат од малецки, да ги препитомат на некој начин. Можете да го научите на некои трикови, да кажам така, ама тигрот и понатака си останува тигар. И може да се случи еден ден да ја лапне. И имало такви случаи. Значи не можете вие да го истренирате тигрот да стане јагне. Невозможно е. Никогаш во тоа нема да успеете и едноставно треба да престанете да се трудите околу тоа. Значи раѓањето на таа праведност во нашите срце е само преку вера, бидејќи самото по себе тоа е чудо, како што било чудото раѓањето на Исак, чудо раѓањето на Исак. И нема сила во самиот човек да го постигне тоа. А видовме за синот на робинката, можел да биде само како неа, роб, ништо повеќе. И како што кажав, Господ трпеливо чека и делува на Аврама да го научи. И Аврам, откако го добива Исмаел, што гледа во него? Па го гледа синот на ветувањето. Целата негова надеж е во него. Се радувал, се трудел околу него, се надевал дека Господ ќе го прифати како син на ветувањето. Ама не, Господ не прифаќа. Аврам е веќе 11 години во Ханан и сега има 86 години и го добива Исмаел. И уште цели 13 години поминуваат. Тој да ја научи таа вера, да го прифати ветувањето. Но тој е задоволен со тоа што го има. И видите сега во 17 глава што се случува. Кога ќе наполни 99 години, Господ повторно му се јавува и вели во првиот стих, кога Аврам имаше 99 години, Господ му се јави и му рече: јас сум Ел Шадај, семоќен Бог. Оди по мојот пат и биди непорочен. А својот завет го склучувам со тебе и ќе те размножам многу. Сега Аврам цело време, знаете, потоа доаѓа налогот за обрезување и така натаму, и Аврам цело време мисли дека тоа се однесува на Исмаел. Тој го има веќе, сите негови надежи се во Исмаел. И сето ова што Господ му го кажува, тој така го толкува. Исто како што еден модерен верник денес се надави се подпира на организација, на црква, на институција, на оно што го создала човечка рака, и се чувствува фино, сигурно, со тоа што ќе доаѓа во црква, ќе служи и така натаму, ќе обавува одредени обреди, ќе ги гледа благословите во тоа што не знам, продал толку книги, посведочил волку и така натаму и така натаму. Но Господ тоа не го прифаќа. Ништо тоа не прифаќа. Тоа може да бидат дела на верата, меѓутоа не може да го прифати тоа како нешто за спасение. И Аврам е многу изненаден кога Господ нема да го прифати Исмаел. Напротив, Господ воопшто не се ни навраќа на Исмаел, овде не го спомнува. Што читаме 15 и 16 стих од иста глава. Читате цела глава, ќе видите, значи, воопшто не го спомнува Исмаел. После Бог му рече на Аврама, 15 стих, на твојата жена Сара не е повеќе име Сара, името ќе биде Сара. Ќе ја благословувам неа и ќе ти дадам син од неа. Абе, разбери? Син од неа ќе добиеш. Ти, она ќе имате син. Ке излеам благослов врз неа и ке стане мајка многу народи, цареви на народи ке произлезат од неа. И ова било премногу за Аврам. Бичи, знае дека е невозможно, Сара воопшто да роди е невозможно. На, колко имало на 10 години помалку, значи, 90 ставете, овој 100, ова 90, кога го родила. И што му порачува на Бога во 17 и 18 стих од Битие 17, Аврам? Аврам падна ничком и се насмеа, значи, премногу било ова, значи. И рече во себе си, зар може да му се роди дете на оној кој има 100 години? Зар Сара ќе раѓа во 90-та година?
И Аврам му вика на Господа, нека поживее, нека е жив и здрав Исмаел пред тебе. Целата негова надеше во Исмаел. Како јас и Сара ќе имаме син? И до овде он ја нема таа вера. Ја нема таа вера, Аврам. Ова било едно застрашувачко искуство за Аврам. Замислите, со цело срце посакувал да биде прифатен од Господа, како се за него да зависело од овој син, што го има, што го добил, кој што веќе има и 13 години, што го добил од робинката, по тело, како што вели Павле, че не е поветување, и сета своја надеж ја темели на него. И си мислел, ако Господ ова не го прифати, па тога што? Што веќе? Зарем не се пронаоѓаме ние тука? Како што спомнав, гледаме на нашата припадност на вистинската црква. Да, ние сме во адвентистичката црква, црква на остатокот, на последното време. Се подпираме на нашите мисионски напори. Како што кажав, толку книги сме продале, сме поделили ова, она, се е тоа вред. Но и сето тоа нели го сметаме за доказ дека Господ е со нас, Господ не благословува. Да. И потоа доаѓа одеднаш моментот кога гледаме дека Господ не прифаќа ништо од тоа, туку само вистинскиот син поветување, синот на праведност. И доаѓа моментот кога ќе се огледаме дека всушност ние немаме ништо што би можеле да му понудиме на Бога. И може би и ние онака во очај како Аврам ќе речеме, нека поживее Господе Исмаел пред тебе. Нема што друго. Но сваќаме дека се уште синот на ветувањето не е роден, односно нашето христијанско, вистинско христијанско искуство не ни почнало. И токму тоа е моментот кога во очај дека не можеме ништо да направиме од наша страна, може да започне животот, односно да се роди синот со вера, која ќе изгубиме сета надеж во себе. Тоа се случило кај Аврам. Значи, не е Елиезар, не е Исмаел, што тогаш, Господе? Јас и Сара, нема шанси. Што читаме во Римјаните 4 глава? Многу убави стихови од Павле, повторно. Римјаните 4 глава. Би можеле повеќе да читаме, но ајде од 18 стих. Многу убав, за мене многу убав стих. Без надеж тој се надеваше. Или би рекле, без надеж имаше надеж дека ќе стане татко на многу народи, според реченото, според оно што Господ го кажа, според ветувањето, такво ќе биде твоето семе. Значи, кога целосно изгуби надеж во себе, во своите сили, во своите можности и целосно се подпре и се надеваше на Господовото слово, на Господовото ветување. И сега 19 стих вели, и не ослабна во верата, кога го имаше во предвид своето веќе умртвено тело, зашто беше околу 100 години и умртвеноста на Сарината утроба. Но, видите, ова како контрадикторно изгледа на 17 глава Битие, но таа вера се појавила тогаш кога се појавила, кога тој веќе изгубил надеж во себе, тогаш се појавила таа вера и веднаш дошол синот. Значи, ако Аврам ја научил таа вера, порано и порано ќе се родил Исак. Но требало време да научи таа вера. И од тој момент верата, на тоа се мисли стихот, не ослабна во верата, која го имаше во предвид своето веќе умртвено тело. Тоа е го кажува самиот стих, на моментот. Не се посомнева во Божјето ветување, туку зајакна во верата и му даде слава на Бога. И така, и ќе го добие синот. Кога ќе ја добие, кога ќе се роди таа вера во него, доаѓа и синот. Наполно уверен дека е силен да го исполни она што го ветил Бог. Потполно подпирајќи се и прифаќајќи го ветувањето. И затоа тоа му се засмета за праведност, 22 стих. Каква слика за нас денес, какво охрабрување. Тоа е верата која што ни е потребна на сите нас.
Се доека имаме надеж, макар и најмала надеж во себе, ништо не бидува од синот на ветувањето. Ништо не бидува од старт на тоа вистинско христијанско искуство, на живот со вера, она жива вера. Затоа сета наша надеж треба да е во Господа, затоа што ние немаме што да му понудиме и нема во што да се надеваме, во нешто наше. Пак ќе повторам уште еднаш. Ова е лекција што јас ја учам нормално и сите ние. Се доека имаме и најмала надеж во самите нас, нема да дојде Исак. Нема да дојде на вистинско искуство. Треба да изгубиме тотално надеж во самите нас. Тоа е најтешката лекција што ја учи еден грешник, еден човек. Мислам, тоа е човечката природа, нешто да направи и он. Да додаде, да ме Господ е немоќен. Да не учиме оваа лекција, ако ја научиме оваа лекција, ќе дојде, ќе се роди таа вера, ќе се роди тој живот во нас и секи биде поинаку. Мека Господ не научи, ако не сме ја научиле, не знаеме колку време имаме, Аврам имал, му биле потребни 25 години, ние може би се уште учиме, но човекот учи доека е жив, но не знаеме па до кога ќе бидеме живи. И затоа времето е сега да сватиме и да прифатиме. Потребна ни е таа вера во Божјето ветување. Нека му е слава нему. Амин. Боже и Господе наш, Ти благодариме за овие прекрасни вистини. Ти благодариме за примерот што имаме во животот на Аврам. И да не очајуваме затоа што наистина е тешка лекцијата за учење, но Ти си трпелив со нас и Ти благодариме што Ти имаме како таков Бог, како што беше трпелив и со Аврам. Седа е када ја научи таа голема лекција, дека целосно треба да се потпреме на Тебе, Господи, на Твоите ветувања да живееме од секое слово што доаѓа од Твојата уста. Немаме што да Ти понудиме. Тоа е факт. Се што би можеле ние би било по тело. Би било Исмаил. Но Господи, Ти го прифаќаш само синот по ветувањето, Исак. Помогни да научиме таа лекција, ако не сме ја научиле, и да зачекориме со вера во нов живот, во еден победоносен живот, затоа што време е. Оти времето е кратко. И следат настани кои што можат и текако да не разбијат во нашите мисли, да одиме, да размислуваме за некои други неважни работи или помалку важни од ова судбоносна најважна работа. Борбата против гревот и спасението. Спасението кој што е само во семето, во синот на ветувањето, во Исуса Христа. Води ни во оваа нова седмица и подготвени, Господи, да достојно примеме од светата прича следната сабота, а за се Ти благодариме во Христово име. Амин.